Во изминатите неколку години сите бендови кои сте имале можност да ги слушате во рамките на Дансе Макабре, ќе имате можности да ги погледнете во живо престојниот викенд, односно на 13, 14 и 15 јуни и дополнително други бендови кои доаѓаат надвор од нашата држава на метал фестивалот Metal Discharge кој се одржува по 6-ти пат и поради тој повод имаме можност да разговараме со еден од организаторите на фестивалот, Дејан Милошевски. Фала ти многу што одвои време. Здраво, фала Мутко, фала на поканата, фала за повикот и иначе може и шизик да ме условувате слободно. Се знаеме ние двајца доста долго и имаме поминато доста металски денови заедно, меѓутоа затоа ќе ми дозволиш еден флешбек да направиме назад, пред да зборуваме за престојното издание. Би те замолил да ми дозволиш да позборуваме за времето кога знаеме дека уште во СФР се организирале гитаријади и рок фестивали во сите градови, се појавувале и исчезнувале. Колку во Битола постоела ваква традиција пред Discharge, на која може би се надоврзувате или ви предходи? Па, веројатно да, пошто јас не сум од Битола, имало некои гитаријади што се одржувале во домови на култура и кина. Ама не ни беше нас идејата да се надоврзиме на тоа, пошто нашиот фестивал не е на преварувачки карактер, значи не доделуваме гитара, снимање албуми и така натаму. И не ни е битно дали ќе дојде некој гитарист виртуоз или не. Значи, нас друга ни е целта. И тогаш друга не беше целта, тогаш кога го постава фестивалот. Така, меѓутоа 90-тите, 2000-тите најверојатно имало концерти кои повремено се одржувале, меѓутоа не од овој калибар како денес, например. Да. Да, па дел од организацијата, значи од Metal Discharge екипата организирале претходно свирки помали, а и дел, например, од другите бендови, например, на времето од Skull Crush, од Lancer, од тие таквите екипи, самостојно си правевме, односно концерти и свирки. Во помали кафејчи, тоа Зодијак беше, тогаш, значи тамо во Зодијак правевме, имаме правено организирано и така, че имаше еден Exit фестивал, нешто што беше така, мисля тоа не што се организираше 2-3 дена. Нашата идеја во тој период баш беше, значи работеше Код кафе, што во тој момент ни беше како да прибежиште и ново место каде излегуваме. Имаше свирки, значи беше кул местенце. И сакавме, пошто налето немавме што да се прави баш буквално налето досадно, значи никој не ќе се пика внатре, значи. Да. И целта ни беше да направиме нешто на отворено. Така. И за многу кратко време се организирав, значи баш екипата што беа активни бендови тука, сите ги контактиравме и така на брзински склопивме еден добар лајнап од убави бендови. И мислам така беше во многу краток период, се сеќавам дека беше многу брзо организирано. Да, и тогаш имавме подкрепата од Код, значи од Код екипата. Така. Ни поможија со озвучување, ракометното игралиште го договоривме некако така, пак беше како на, мислам пак некако по поволна цена и така на брзински беше така. Мислам беше на другарска база беше организирано, како и сега ќе организираме на другарска база, меѓутоа се смена некои работи, мораме нешто по-професионално да ги сработиме работите. Се разбира. Меѓутоа, откако ги организиравте првите неколку настани, започна една пауза помеѓу годините. Кажи ми на што се должеше таа пауза помеѓу првите и третото издание? Да, па некако мислиме дека тоа беше некако неповолен период баш за тие работи, за некако беше обезхрабривме малку во еден период. И секоја година си велев најде да го направиме фестивал, да го реактивираме, но никако немавме. Тоа беше само така, само си велев најде некогаш можеби, некогаш ќе го реобновиме. После тоа кога пати короната, уште помалку немаше шанси да направиме ништо. И пост-ковид, да речеме, беше баш погоден момент кај што луѓето стварно беа изгорени за дружба, социализација. И мислам дека го погодивме моментот со третото издание, имавме погодок во однос
баш луѓето им требаше такво нешто. Дефинитивно се согласувам со тоа. Јас присуствував по пандемијата на третиот Метал из Чарч, кога гледав одлични домашни метал бендови. На четвртиот започнавте да каните и звучни имиња од соседството. На петиот веќе го поделивте фестивалот на 2 дена со кампување. Кажи ми на што се должи па проширувањето на фестивалот на повеќе денови оваа година? Па вака, значи, тоа што го направивме лани со 2 дена, значи, тоа беше малце, се охрабривме, рековме на еден така посмел чекор да одиме и да затоа го направивме во 2 изданија, одnosno едно издание во 2 вечери, зашто исто така имавме доста бендови што сакавме да ги викнеме, некој од нив тие не побара, некој ние баш ни беше кеф да ги викнеме и не може никако физички не може да се смести тоа во една вечер. И исто така мислевме дека ќе има и доста луѓе и затоа направивме 2 вечери. Меѓутоа малце во прогнозата тука малку потфрливме. Не дојде доволно луѓе колку што очекувавме. Меѓутоа ние пак поминавме добро, супер и беше задоволно, мислам задоволителен број имаше на луѓе. Само што очекувавме малку и појќе. Значи во однос на финансискиот дел, на тоа мислев појќе. А инаку се си помина кој што треба. Бендовите, мислам, супер си поминаја, барем така ни кажа. Гостите, одnosno публиката исто така уживаја. И оваа година рековме малку да го смениме концептот, значи лани имавме и камп, што не беше, да речем, толку многу посетен и затоа годинава, ама имавме некои други малце проблеми во однос на зашто оваа година, откако се случи несреќата со Корчани, некои работите и некои други правила се воведоа, како некои може што си постоја и претходно, а и бирократски некои, да речем, потешкоти имавме. И затоа оваа година нема да одиме со камп. Па ќе видиме за наредните изданија како ќе види. Меѓутоа решивме за малце понаков концепт. Сакавме да го зголемиме време трајањето на фестивалот да биде 3 дена. И да видиме како ќе реагира публиката да промениме малку место да смениме. Значи сепак да биде open air, на отворено како што ќе биде во пазарот. Меѓутоа ќе биде и малку како поинтимна атмосфера, значи со помал број на луѓе, значи пошто ограничен капацитетот. И сакавме, мислам, ќе видиме како ќе изреагира публиката, дали ќе прифати тој концепт или не, зашто ние, например, сите изданија сме ги правили на ракометното игралиште, меѓутоа ние не сме никако врзани таму. Така. И размислуваме се што ни на памет, значи ние буквално фестивалот го само што ќе заврши, наредниот ден ние размислуваме што за година. И тоа говори за тоа говори за тоа имате толку долга традиција, нели? Да. И во тие разговори, тие, како да речам, разменување на идеи, значи ние сме размислували за некои други локации. И сега рековме ајде да пробаме како ќе биде оваа година. И баш добар и концептот ни е што, пример, петок ќе биде како при-парти или односно загревање, а неделата ќе биде како after party или односно да малце да биде така како да го завршиме фестивалот како што треба. Така, да се наздрави на крај. Одлично. Сега со оглед на позиционираноста на Битола дозволува лесен пристап до неа и од Западна и од Источна Македонија. Колку доаѓаат љубители на метал музиката од останатите градови и колку повикувате бендови од нив за да ги мотивирате пред се со доаѓањето на нивните љубители? Да, значи најмногу доаѓаат, значи после Битола најмногу идат луѓе од Прилеп, Скопје, Куманово, Охрид, Стругачи, тој регион воедно го ставам. Така. И другите се така како спорадични, да речам, без да не би се наудат, значи луѓето че идат луѓе од секаде, меѓутоа се во помал број. Ние гледаме по продажба на карти од каде појќе идат луѓето, додуша некои си купуваат и наврат, ама меѓутоа тоа што ќе пуштиме во препродажба и спрема тоа гледаме од каде најмногу идат луѓе. Мислам, добар дел ги познаваме луѓето што доаѓаат на фестивалите. Сега има и нова генерација што навистина не ги познам тие некои дечиња, ама ги учиме и тие кои се деца, тие што се редовни, ми е драго и веќе ги знаеме по име. Значи ние сме таква типна организација што
не сме како она позади параванот и сега да се изолираме од публиката, дека ние сме организатор, вие сте публика, значи кај нас тоа го немаме ние таква бариера. Ние дури сакаме во иднина фестивалот да го презема некои помлади деца, значи да влезат во организацијата со нас и да го продолжат, значи факелот да му го предајме нив, значи со наша поддршка, нормално ние ќе бидеме тука се, меѓутоа ни треба некоја свежа крв малце во организацијата. Така да ја преземе штафетата и да си го почувствува како свој фестивалот, нели? Да, баш така. Ајде сега да напоменеме кој кога ќе настапува и зошто пред се ги избравте тие бендови, се водевте од нивна актуелност или па квалитетот беше пресуден? Па вака, значи комбинација од сите, значи од сите работи. Пред се ние гледаме фестивалот да биде стилски разноврсен. Не сакаме да биде само блек или само дет или само треш. Значи сакаме да имаме дури, значи ете малку и критериум од однос на што е метал, значи го веќе, значи викаме и стонерски бендови, нешто по-думерско, значи по-хеви може да биде, значи прогресив може да биде, значи не сме толку стилски, да речеме мора само еден да држиме, си сакаме разноврсност, значи тоа сметаме дека публиката го цени, зашто на крајот на денот барем да рече човек овој бенд стварно вредеше веќе да го гледав и нас не е тоа доволно, да речеме дека еден бенд на некој сме погодили барем по еден бенд во вечерта. Сега зашто баш вака распоредот, тоа ти беше прашањето или? Па немавме некои си посебни преференции, меѓутоа така сепак гледавме на главната сцена да викнеме некои бендови што например или што немале свирено досега или пак што извадиле нешто ново. Или например како бенд како Скетер што да вистина сакавме да дојди. Ни беше кеф кога разбрав дека пак повторно се собира, дека ќе прати нов материјал и дека да вистина со големо задоволство, значи и ние обострано, значи беше задоволство кога што разбравме дека тие сакаат да свират, а ние баш таков бенд ни треба. Супер. За разлика од тоа, например, грчките бендови, тој што е Above Us the Waves, тој е бенд од Кавала, што е од Грција. Тие не имаа контактирано уште пред 2-3 години, ако не се лажам, значи пред 3 години можеби не контактира и сакаја да настапат на фестивалот, меѓутоа сплетно околности, дали тогаш не можевме таа година, па наредната не знам друго, и ова година му предложивме ние да ги, пошто веќе сме во контакт со тие момци, и тие со задоволство прифатија. Mass Culture, исто и грчки бенд, тој и тие се од Атина, тие па се на турнеја баш овој период, и баш турнејата ќе ја завршат во Битола, така да се поклопи и тоа. Супер, знаеме дека последните концерти секогаш на турнеи она со последен здив се свират и едва чакаат дома да си дојдат, така што мислам дека максимумот ќе го дадат. А и доста интересен бенд е тоа, всушност комбинира пост-хардкор и пост-метал елементи, доста уникатен звук имаат. И тоа ни беше исто така претудно кога ги бираме ние бендовите, че гледаме баш како што спомнавте претходно, да има разноврсност, да е некој уникатен бенд, да можеби не се ултра популарни, ама ете прат европска турнеја во моментов, така да сепак вреди бендот, како што спомнајте, значи ќе го преслушат, че се надам и другите луѓе ќе преслушат, ако не преслушате те во живо можност да ги слушнат. Позитивно ќе ги изненадат во живо на прв поглед. Малтен. Да, дефинитивно. Сега, член си на Skullcrush и сигурно се сеќаваш што значи кога почнуваш со бенд и добиваш покана да свириш на фестивал. Кажи ми колку е ова можност за помалите локални бендови да може да свират пред повеќе бројна публика преку фестивалот? Да, ова е извонредна можност. Мислам дека младите бендови тоа треба навистина да го ценат и ете, лани, например, имавме така два дебитанти, имавме од Битола два бенда, имавме Simple Glare и Бракода, значи буквално мислам дека има можност да настапат на убава збина, значи на убаво озвучување, така и да се представат пред навистина, што викат маркетерите на таргетед аудиенс, односно публика што навистина ќе дојде за твојот звук. Доколку би настапил на фестивал каде што има, например, во D-Fest или нешто слично, каде што има разноврзни стилови, значи ја ќе донат кај тебе да те видат, ја не, и зависи во кој период ќе те шимнат да свириш, например, ако свириш во 12 сатот денски, ќе додат само другарчињата твои и тоа е тоа. Така да јас мислам дека
одлична шанса е за бендовите да се промовираат на Metal This Chart, зашто ценам дека, мислам дека фестивалот навистина привлекува луѓе што навистина му е дојдено до метал музиката. Значи не мислам дека дошол некој рандом лик на Metal This Chart, особено се закрени од друг град, така. Да. Сигурно знае барем дел нешто или некој бенд слушнал или знае некој бенд за да дојде на фестивалот. Значи то ние мислиме дека секој посетител на фестивалот е баш онака знае и очекува што ќе добие од фестивалот. Така, ова повеќе се однесуваше на Аманет и на Feral Youth кои и тоа како се на почеток на кариери, без разлика на претходни итерации, мислам дека ова ќе им биде добар буст, што викаат американците, за да ги мотивира за понатаму. Да, дефинитивно. Па ние со младите бендови имаме некој таков си однос што ако не можеме на фестивалот ги викаме на некои свирки што ги организираме. Така што мислам дека јас не знам бенд што не би сакал да свири на фестивалот и мислам дека секој би дошол да свири на фестивал, мислам ќе му дојде редот, ама ние толку се деновите, толку се местата на фестивалот, така да би ги замолил да бидат малку потрпеливи или во најлош случај кога ќе организираме некоја свирка во некој локали да бидат така да свират. Точно. И сега имено вие заедно со Пондер организирате метал, панк, алтернативни концерти во Битола во текот на целата година. Колку се тие важни за одржување на континуитетот на домашната публика или пак знае тој интензитет на пример да биде пренапорен за локалните љубители на овој звук? Значи првите свирки кои ги направивме после третиот или четвртиот, се сеќавам точно кога беше кога почнавме да правиме пак свирки. Баш ние малку се извозивме на фестивал, значи дошли во популарност од фестивалот и искористивме да се направиме како вакви споредни свирки што ќе ги држи во така, значи ќе ги одржува металците колку во кондиција ќе ги одржува низ годината. Сега, да, не може да имаш исти интензитет, значи како што врви годината, например, некој луѓе му се смачи, на некој луѓе, знаеш, некои се врват низ таа транзиција што се барат, буквално си го барат своето место. Значи се барат жанровски, дали, значи не е како порано, пример, порано многу бевме ние, барем етити се мојата генерација. Знаеше, овие се металци, овие се рапери, овие се панкери, така? Нема врска, свирка има одиме сите, тоа е тоа. Да, одиме сите, меѓутоа ние пак на кришата се знаевме дека сме металци, тие се рапери, тие се панкери. Сега нема баш така, че сега дечињата, особено младите што се околу 18 години, особено тие пред на факултет, значи може би ќе идат кај нас на свирките, меѓутоа ако заминав на факултет, после тоа многу е тешко да ги вратиш назад, особено ако заминат Скопје или негде надвор од државата. Однос на стилски, значи може ќе почне да случи друга музика, така да не можеме тука ништо многу да направиме, меѓутоа овие свирки помагаат да се одржи, значи континуитетот, за да излезат нови бендови, значи да се мотивират бендовите млади да си направат бенд или тие што веќе имат бенд да изсвират. Оти тие се можностите кај може да се свири во градот. Точно. И мислам дека тоа ни помага, значи после тоа пак од овомно на тие свирки, значи тие што се задоволни од свирките ќе дојдат на фестивалот, така да е ова значи поврзан круг каде што публиката, значи артистите и ние како организатори сме поврзани. Апсолутно. Сега, колку сметате на финансиската помош од државните институции или колку па спонзорите умеат да го препознаат трудот и работењето на фестивалот за да го поддржат, со оглед на тоа што ниту опремата, ниту бендовите доаѓаат бесплатно, или па постојат можеби уште предрасуди кон музиката и стереотипи кон металците во 2025-та? Да, значи вака, од државата не бараме финансиска помош никаква, не сме ни побарале. Добро. То може би е малце како идеолошки, то не е малце. Окей. Никош не се барале ништо од државата во смисла да ни дај да ни поможи со пари, меѓутоа не имале барања во однос да пријати отстат простор, такви некои работи, да, сме побарале, тоа не дела не. Така, затоа што јавен простор сепак користи. Да.
сега ракометното игралиште не е јавен простор, таму си го закупуваме, си го плаќаме, значи во ракометното игралиште плаќаме буквално се од вецинја до безбедување врат, огради, да не редам што уште не, да не премове за опрема да цела логистика. Спонзори кај големите компании многу тешко, некои компании не ни, значи кога ќе побараме нешто не ни добиваме повратен одговор, а тие што ќе вратат кај ни обично е негативен одговор. Значи дури има ситуација каде што како главниот или да речам CEO-то на компанија познат од Битола ми пиши, дури на англиски беше вратеното, како демек јас би го посетил овој евент, значи лично мене ако ме прашувате, меѓутоа фирмата не може да го поддржи финансиски овој евент. Ете така беше одговорот. А некои други компании пак се правда да некако годинава толку, значи ни се распределени финансиите, ни се вада некои закони, со некој закон, некои новости, ми вика, ние прв пат слушам за такви работи, ама добро, нека му биде нека му служи на чест, зашто, значи, тие таксите компании се кажуваат дека се општествено одговорни, меѓутоа ете на дело веројатно имат некоја предрасуда за металците како што спомнати. Друга работа е што ние спонзорства што ги добиваме се базирани на другарство и на некои такви, значи луѓе што познаваме, јас некои на другарска база ми даваат пари, буквално јас се осеќам дури малку како понизно, значи јас ги прашам другарите, може имат компании, ајде ако може да ми помогнете и добар дел од нив ми помагаат. Значи тие се компаниите што најмногу ни помагаат. Има и некои така како анонимни луѓе што буквално не сакаат да бидат изрекламирани, а сепак ќе им дадат по некој денар. Значи поздрав и до нив, тоа што тие навистина се скромни, сакаат да помогнат, а не сакаат да бидат изрекламирани. И на крај се сведува на другарска база, дека сите спонзорството на другарска база. Така. Сега хипотетички. Да речеме дека имаш одврзан буџет колку ти душа сака и можеш да организираш фестивал со 3 хедлайнери, да речеме, кои би ги викнал од странство? Не знам за такова, многу напред ми збораш, а не ми е баш целта во овој момент, ниту пак за 2-3 години, не ми е целта да станеме некој фестивал што ќе биде светски или во стилот на Вакен или Hellfest. Еве, хипотетички реков, затоа. Да, не, зборам е поќе би целеле пак да биде Балкан Гедеринг, значи тоа ми е крајната цел нас, значи поќе би викнали некој балкански добар бенд, во смислот на пример Septic Flesh, нешто такво, така. Значи пак би било целта да биде Балкан Гедеринг за почеток, значи тоа ми е крајната цел, барем на ова стаза, да речем сега. Доколку фестивал би прераснал во светски фестивал, тогаш би размислувале така, ама сега поќе ни е Balkan Gathering целта, да речем. Добро, значи ротен крај Septic Flesh. Пример, вели, не мора да значи. Да. Колку па Толминатор или па ете бившиот Metal Days или па Slaughterfest и останатите балкански фестивали се некако стремеш онака узрок кон кој што би сакале да го видите, Discharge во иднина, например? Да, дефинитивно, значи ние гледаме, ги пратиме сите фестивали, што прати, пробваме нешто да изимитираме, мислам во смисол на организацијски нешто што може да се постигне, ама некако, значи кога ќе споредиш колку е посетеност на нивните фестивали со нашето, одма тука и колку се висината на картите. Исто така. Значи висината на картите е многу, значи 3-4 пати може да е поиќе од нашата карта и одма од старци тука хендикепира. Тие можеби, јас не знам да не зборам на памет, можеби тие добиваат финансиска помош и од општина и од држава. Ние пример немаме таква помош. Ама то не ни е баш целта, значи ние не сакаме да бидеме како значи да не бидеме како представници на власта, туку сакаме само да се отера на фестивал, да се биде независен колку што може да биде
се да е оставено, значи од нас да зависи и од публиката. Буквално да не зависи од некој фактор, во смисол годинава се скрати буџетот за финансирање на Министерството за култура, годинава нема да имаме металзичарчи. Чао, се гледаме кој ќе дојде другата власт. Јасно, ама ете Словенија очигледно дека на постабилни нозе стои и тие многу добро знаат да си го препознаат богатството кое го имаат во државата и не би дозволиле таков лапсус па да не ги поддржат едни толминатор, например. Сега, кажи ми, ковате планови за 7 издание? Имате веќе бендови на ум или како? Значи имаме една листа на бендови што буквално не имале контактирано и сега ќе видиме што ќе биде. За наредната година се уште не знам, немаме ништо испланирано, меѓутоа ќе видиме како ќе поминиме со оваа година. Се надевам дека ќе има доста луѓе, тоа најмногу зависи на наредното издание како ќе изгледа. Ако има многу луѓе, ќе можеме да направиме многу работи, многу идеи. Мислам и дека и ова што го правиме до сега е веќе имаме некој ниво, веќе имаме некој стандард што се надеваме дека го препознават и бендовите и публиката. Кажи ми, кој ги работи плакатите и промо материјалот на 6-то издание? Артот што е чудовиштето што е нацртано во позадина, тоа е Тиме Гарванлиев, тоа е струмител другар мој. Тој иначе има графички дизајнер, значи работи особено такви некои баш мрачен дизајн работи. Супер. Така да тој го работеше и првиот омот за Skull Crash на албумот. Исто има и сработено нешто и за Deadshot, за една дизајн за мајца, мислам, така да значи можеби не е толку вака познат во Македонија, ама јас сакам да го направам познат тој дечко, зашто е многу добар, креативец. Точно. И вреди да го прегледате, значи X, значи како 11-тиот Олаф, така му е на Инстаграм и на Фейсбук, значи The Art of Time Garvanliev, така се вика, значи може слободно да го пребарате. Така, значи тој визуелниот идентитет го прави на фестивалот и тоа препознатлив е фестивалот токму паралелно. Значи тој не го црта, значи како тој баш уметник, значи тој го црта и после тоа ние тој мотив го земаме и го користиме во разни, значи го инкорпорираме, после тоа за social media, за плакати, за ова, просто тоа ние си го работиме, си го доработваме. Значи главната идеја кога ќе дојде нешто, тој го црта или за дизајн за мајци, за такви работи, сето тој не има правено. Супер. Со што би бил задоволен со 6-то издание на фестивалот? Што знам, да миниме среќни весели после фестивалот. Да речеме, шубо си поминавме. Добре. Во однос на финансиски оддел ние сме спремни и за полоши сценарија, што не ги посакуваме дефинитивно, меѓутоа спремни сме, ризикот ние го прифативме, се фативме на орото и одиме до крај. Дури можеме, така? Секако, не би оделе вечно со главата во зид, меѓутоа упорно се надеваме дека ќе се исплати и се исплаќа веќе кога тоа ќе се исплаќа. Така било со годините, така ќе биде и во иднина. 13, 14 и 15 јуни Битола е збирното место за сите љубители на метал музиката. Што вика временската прогноза? Фестивал на отвореност е. Ќе пука сонце. Добре. Се надеваме дека нема да мислам дека ќе биде идеално времето, нема да е премногу жешко. Така да прогнозата како што гледаме е супер, сончево, значи не премногу жешко, така да мислам ќе биде супер. Супер, само да напоменеме каде ќе може да се набават до пред почнувањето на фестивалот билети? Вака сега. Мислиме дека до четврток или среда ќе објавиме сега по социјалните медиуми, зависно. Значи ќе има карти како што има досега во Битола во Бурбон, во Прилеп во Интегра системи, во Куманово Q Records треба се побараат, во Скопје PUBG. И тоа е тоа. Другите ќе можат да се набават на врата, освен што можеби 3-дневните карти се при крај. Нив ги пустиме во лимитирана бројка, че ограничен број се 3-дневните, од нив може да снема, а од другите карти што ќе бидат еднодневните, во однос на саботното издание ќе има, само ќе бидат една стотка поскапи на врата, значи 800 денари ќе бидат.
а еднодневните што се за петок и за недела ќе бидат 300, се додека има место, зашто таму не е ограничен просторот. Да. Добро, па се надевам дека ќе биде преполно на сите места и дека ќе може сите заедно да уживаме во прекрасниот фестивал кој ни го организирате. Фала ти многу. Окей. Да, и ние исто така се надеваме на истото. И фала исто тебе, фала ти на поканата. Поздрав сите слушатели и да продолжат да слушаат Дансе Макабре на 103 или онлайн или на било како на кои сите стриминг платформи што ги аплодираш понатаму. Супер, фала ти многу. Ти посакувам уште еднаш успешно издание на Metal Discharge и да се видиме во година на многу поголемо и пообемно издание на фестивалот. Фала ти многу. Фала ти, Златко, и на искрените желби и се гледаме оваа година на Metal Discharge. Дефинитивно.